Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото, ја слушате емисијата Пулт на Радио Слободна Македонија. Како што најавив на самиот почеток, мој денешен соговорник за анализа, професорот Александар Даштевски. Добро дојдовте во Радио Слободна Македонија. Благодарам на поканата. Утрово Социјалдемократскиот сојуз поднесе иницијатива за продолжување на конститутивната седница на парламентот, подпишана од оние пратеници 67 кои дадоа поддршка за добивање на мандатот за состав на нова влада. Истовремено во Македонија веќе трета недела се случуваат многу масовни протести на иницијативата за заедничка Македонија, со кој што се бара целосно отфрлање на платформата од Тирана. Кој е вашиот став? Има ли создадени ли се услови за продолжување на седницата на собранието со оглед на масовноста на протестите? Има ли услови за конституирање до крај на парламентот и избор на собраниски спикер? Па јас би ги поделил овие прашања на два дела. Првиот дел ова дали ќе се конституираат и така натаму. Значи тука видовме дека прво ВМРО беше за тоа да се конституира парламентот, да се направи, да се избере председател на парламент, да се избере комисии кои ќе работат за политички систем и за други работи кои се важни. И беше за, меѓутоа сега гледајќи дека тоа сакаат некако да го направат на сила, сега се против тоа, знаеме дека не може без ВМРО ТПМН, бидејќи мора да има представници затоа што имат 51 пратеник. Така што не знам дали ќе успеат во тоа, затоа што како што кажа Али Ахмети, нема да правиме ништо без да се договараме со ВМРО ДПМН. Така што мислам дека сепак ќе се обидат да се договорат, бидејќи и да направат на сила, тоа не би било нешто што би функционирало како што треба, затоа што треба да сите големи партии да се договорат исто до тоа што го кажа Али Ахмети, не случајно го кажа, он знае дека така треба или некој му кажал. Така што тоа е првиот дел. Вториот дел е ова за протестите што го збориме. Нели, едно е правење парламент и бирање на председател на парламентот, а друго е бирање на влада. Според мене, ако се обидат да изберат влада без мандатар, тоа е противуставно и може да поднесе или ВМРО ДПМН или било кој граѓани во Република Македонија иницијатива за испитување на уставноста на таа одлука, бидејќи без мандатар противуставно е да се прави влада и тоа е нотирано во Уставот дека треба да се даде мандатот на една од партиите. Така што Уставниот суд без оглед на распоредот на силите, нели, мора да донесе одлука со која ќе прогласи таа влада за противуставна. И би било малку непријатно, сега веќе има техничка влада, а они на противуставен начин прават друга, така што како ќе се сменат, како би дошло до промени, така што сепак останува да се договорат. Добро, кој е тогаш излезот според вас? Председателот Иванов беше јасен дека мандатот нема да го додели на Значи сега само да кажам за протестите, па Добре. би се вратил на излезот. Значи протестите гледаме колку се масовни и имаше некои аналитичари, не знам, политичари, да кажеме, Стојанче се појави и рече дека ВМРО стоело за протестите, што апсолутно не е точно, затоа што јас бев неколку пати онака чисто да видам како и да дам подршка, бидејќи не ми дозволува времето, бев малку и одсутен од Македонија. И видов дека тоа се работи за огромна маса на луѓе. За прв пат во историја, бидејќи се занимавам, нели, со аналитика, следам, нема никакви автобуси, сендвичи, сокови, дека излегува обичен народ. Ја тие луѓе не ги препознавам, веројатно има луѓе кои не се дел од СДСМ, односно ВМРО ДПМН, дека има и неутрални луѓе. Мислам дека најголемиот број се оние бројката она што вика како ќе гласате, не знам. Тоа се неутралните граѓани. Мислам дека и на луѓето им е преку глава од овие вакви работи, постојано некои барања кои се нереални, необјективни и неисполниви, и дека сега се одлучени по секоја цена додат до крај. Значи, вие да соберете 20.000 луѓе во одредени моменти од 5 до 20, така се собираат, 1000, тоа е нешто што не може да го направи ВМРО ДПМН. И тоа само во Скопје. Само во Скопје, значи секогаш кога правило нешто ВМРО ДПМН во Скопје од 100 до 200 автобуси ако нема, тогаш нема да успее. Знаеме дека нели Центар, Карпуш малку послабо е. Сметате дека оваа платформа на Еди Рама успеа да мобилизира граѓани кои што се независни да излезат на улиците?
Значи, не само што во Скопје се собираат 15-20 илјади, туку гледаме во Кичево, што е мал град, се собираат по 4-5 илјади. Значи, во цела 30 градови и никаде нема автобуси, нема никаде сендвичи и сокови, значи тоа е она случување Нема на народ. партиска логистика. Нема партиска логистика. Ја не викам дека нема луѓе членови на партија, тоа е факт дека има, зашто никој на никого не може да му забрани да оди. Меѓутоа, од друга страна пак гледаме луѓе со знамија на СДС кои се бунат против тоа. Плюс тоа во платформата пишува дека нели треба да се донесе таа резолуција која ќе не прогласи за геноциден народ и нас и србите, затоа што нели сме извршиле геноцид на албанците во периодот од 1912 до 56, што е спрема мене тотална небулоза, бидејќи за да се направи таква резолуција треба да се испита тоа. Значи и во светски рамки, еве сега гледате колку години се испитува и дали направиле турците геноцид на терменците. Па не може се уште да се донесе одлука, веќе не е тоа толку едноставно. Дали било војна тоа или геноцид. Сега сакаат партизаните од НОП, кои се костор нели на понатамошниот ЦК-СКМ, што е костор на СДСМ, да ги прогласат за геноцид. Иако тогаш било Втора светска војна, се бориле едни против други, многу албанци се бореле на страна на партизаните. Значи, нели имаме Бајрам Шабани, народен херој од Куманово, па имаме Боро и Рамис на Косово и филм снимен, дека заедно се бореле. Од другата страна, јасно е дека имало многу и балисти кои биле на страна на фашистите. Така што тоа била вооружена борба, не било геноцид. Што е она од платформата која што успева да ги заврие страстите? Да. И дали заев со последната пресконференција на која ја објави владината програма, предлог програмата на Социјалдемократскиот сојуз како програма за идна влада, не се откажа од платформата од Тирана? Па јас мислам дека овие анкети што излегува вчера дека рейтингот, тоа ние гледаме дека во година дена не се менја од 1 до 2% плюс минус на едната или на другата страна. А сега гледаме дека е сменет и на едната и на другата 3%, што е некаде 6% вкупно. Тоа не се случило за неколку месеци во историја на Република Македонија. Значи треба многу време да го убедите некој дека тоа не е така или е така, што значи дека народот навистина реагира. Од друга страна, се прави многу конспиративно. Например, Зоран Заев не објаснува што прифатил, што не прифатил, и тоа уште повеќе ги зоврева работите, затоа што се мисли кога не објаснува дека све прифатил. После ќе излезе нешто, ќе каже дека еве ова не е прифатено униформите и парите, бидејќи тоа е противуставно, затоа што важат на цела територија на Република Македонија. Ние се консултиравме со експерти, па ќе излезе Бујар Османи, ќе го дементира, ќе каже и ние се консултиравме со експерти, прифатливо е тоа. Значи, најверојатно целата платформа е прифатена и уште повеќе од тоа. Бидејќи гледаме дека парите и во знаците на армијата ги немало тоа. А се разговарано е за тоа. Разговарано е за тие казни од 3 до 5.000 евра за правно и физичко лице ако не се знае јазикот, што е навистина апсолутно неприфатливо. Да кажеме прво, нели во СФР Југославија, јас сум пораснал во тоа време и нели задолжителен беше српско-хрватски. Мислам дека 2 класа или 4 класа, од 5 до 8 или од 7 и 8. И сите требаше да учат, меѓутоа имаше луѓе што не знаат. Ама на никогаш не му текнало да ги казнат парично, зашто не знаат српско-хрватски јазик, кој е задолжителен според законот. Од друга страна, како ќе го изменаџирате тоа кај албанците? Јас сум имал едукации преку UNDP, преку други проекти во северозападна Македонија. Можам да ви кажам дека во руралните средини, сега да отидеме, ќе видите дека никој не знае македонски јазик. Добро, Заев образложуваше на таа пресконференција дека всушност задолжувањето, односно казните, се во делот на спроведување на законот на органите на локалната самоуправа и државните органи. Да, ма тоа не би не требало. важи всушност за нас како... Тоа е провокативно. Значи не би, јас сум Добро. например лично сум против, нека не се казнуваат ни албанците. Може би не сакаат да учат, одбиваат. Зашто сега што се ги казнуваме, па може ако например нема пари да ја плати, треба да лежи затвор затоа што не знае јазик. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.